Почитувани мои, добар ден. Стартуваме со ново издание на Црвена линија, паралелно со стартот и на новата работна недела. Што значи денес повторно очекуваме да ве има во голем број, како впрочем и секогаш што ве има, а ќе верувам имате и многу ставови и видувања со оглед на тоа за што ќе говориме денес. Стартот во Црвена линија за оние кои што можеби не се нови во ова семејство е едноставен. Го вртите телефонскиот број кој што е објавен постојано 023070005. Ке потсетам дека 5 линии се активни, што значи чекањето нема да ви биде долго. И секако ке потсетам, и морам колку пати да се повторувам, да се намали тонот на телевизорот или како подобро ви звучи да го стишите тонот на телевизорот со цел да зборуваме само преку слушалка и одлично да се разбереме. А зашто ќе зборуваме денес? Имаме зелен пазар, имаме сточен пазар, бит пазар, канта пазар, кванташки пазар, а по најново имаме и пратеник пазар. Се продаваат министерствата, директорски позиции, гласови и пратеници. Цената е по договор. Се создаваат ли со овие пазарења непринципиелни коалиции? Тоа е она што ве прашуваме денес, а секако тука и ќе ве потсетам дека треба да не заследите на социјалните медиуми, Црвена линија профилот кој што треба да го кликнете на Facebook, секако тука ќе ве потсетам да кликнете и да го заследите профилот на Телма телевизија, бидејќи таму ги објавуваме нашите теми. Секако тука е и Твитер, нешто подосна и ќе ги покажеме титовите кои што ги издвоивме за ова денешно издание на Црвена линија, што значи тука шернувате, лајкнувате и коментирате. Ама најмногу ќе ми биде мене лично драго доколку ви има во огромен број на Инстаграм, што значи доволно да кликнете таму follow или заследи на Црвена линија и веднаш да кликнете на Инстаграм стори. Бидејќи активно ќе учествувате заедно со сите инстаграмџи кои што не следат на анкетите кои што ги објавуваме. Денес ве прашуваме: дали на овој начин се изневерува довербата на гласачите? Опциите се две за одговор, едната е да, едната е не, па како ќе одговорите и какви ќе бидат резултатите ќе ви откриеме таму некаде пред крајот на ова издание на Црвена линија. Значи, драги мои, денес зборуваме за тоа со вас, што мислите, се создаваат ли со овие пазарења непринципиелни коалиции? Секако ќе ве прашаме и на анкетното прашање сите вас кои што ќе го завртите телефонскиот број 023070005, а тоа е дали на овој начин всушност се изневерува довербата на гласачите. Ми јавуваа дека веќе имаме гледачи на Црвена линија, па велам и добар ден. Добар ден. Секој е добро, ви посакувам убав почеток на оваа работна недела и еве, кој е вашиот став? Значи се изневерува довербата на гледачите и на гласачите. Се создаваат нови пазарења, непринципиелни коалиции, а со тоа се зголемува корупцијата, митото, тендери, скандали, министри, барања од албанците, барања од бугарите, барања од грците. Државата ни е во хаос. Не знам што друго може да се каже. Јас мислам дека треба нашиот устав од корен да се измени. Од корен. Не само вака пекнимо еден да стават да го променат уставот, пекнимо на друг да го променат уставот. Сите имаат барања од Македонија, сите имаат некои услови. Иначе поздрав до полицајците на ДВ Баир. Мислам, тие беа во право светло. Што се однесува до другото, полицијата се бранеше од македонскиот народ. Еве во однос на темата, еве што мислите за појавата на пратеници, односно кои што еве каде што се продаваат министерства, директорски позиции, гласови, пратеници?
Благодарам за јавувањето. Ќе потсетам дека денес зборуваме за тоа дека покрај нели постоењето на многуте пазари како што се зелен пазар, сточен пазар, бит пазар, кванташки и така натаму, по најново имаме и пратеник пазар ситуација. Па еве како коментирате дали на ваквиот начин со ваквите пазарења се создаваат непринципиелни коалиции. Тоа ни е темата и би ве замолила да се држиме до темата, бидејќи некои од гледачите можеби ќе се вклучат подоцна и ќе ја добијат погрешен впечаток и разговорот ќе премине во некоја друга насока. Што ќе каже следниот гледач да слушнеме? Добар ден. Ало, добар ден. Би ве замолила малку повеќе погласно да зборувате за да ве слушнам. Ало, добар ден. Добар ден, во црвена линија сте. Благодарам, се јавуваме од бидонското село Црнобуки. Добро. И да ти кажам искрено, темата ви е прекрасна, вие сме прекрасни како водителки и телевизија се, само стоката се пазари. Дали ме сваќате што да што? Добро, ве слушаме. Само стоката се пазари, а за ова држава малце ова. А ако речите зошто малце, па се гледа што нација сме ние, дека се уништија и толку нас се неубаво. Тоа би било се. Чао. Чао, добро, благодарам многу. Вие бевте куси и јасни и секако ќе ви се заблагодариме што ја земавте активно учество во денешната дискусија на црвена линија. Некои од гледачите ите сметаат дека се оно што го размислуваат може да го кажат и во помалку од 90 секунди. Одеме со новиот гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, црвена линија. Дали се прават тие непринципиални коалиции? Па да, апсолутно да. Значи, јас ако на изборите сум гласал за известна политичка платформа и одредена програма, политичка програма што ја кандидирала партијата, а тој бил кандидат, известен Петко Петковски бил кандидат на партијата, значи мандатот не му припаѓа него лично, него и припаѓа на партијата која го кандидирала. Така да сега со овие нивни трансфери што ги прават, мислат они се Роналдо и не знам кои па трансфери ги прават, не е оправдано, бидејќи ако он сака трансфери да прави, нека излезе као независен пратеник на избори, па да видим дали ќе добие мандат. Се знае кои добиват мандати во Република Македонија, добиват партиите, независните се жива реткост да влезе некој независен. Дали на овој начин според вас се изневерува довербата на гласачите? Тоа не е анкетно прашање. Апсолутно се изневерува довербата на гласачите. Прво се изневерува довербата на партијата која го кандидирала, а после тоа преку тоа се изневерува и довербата на гласачите. Значи гласачот гласал за одредена политичка програма на одредена политичка партија. Ме разбирате? Не гласал за Петко Петковски. Не сваѓате на што цело. Значи, мандатот не е негов. Уопшто не е негов. Затоа кажувам дека не може он да прави трансфери да ово дона. Ако Благодарам многу што се вклучивте во црвена линија и што дадовте и вака еве одговор на нашето денешно анкетно прашање за кое што ќе потсетам за следете на Инстаграм и секако кликнете на Инстаграм стори каде што на прашањето дали на овој начин се изневерува довербата на гласачите имате опција да дадете два одговори да или не. За оние кои што се јавија, секако продолжете да не следете, бидејќи дискусијата се развива со вклучување на уште еден гледач, а може би гледачка. Добар ден. Добар ден. И вас би ве замолила погласно да зборувате, подобро да ве слушнам. Јас зборувам гласно, меѓутоа во ред ке... Така, благодарам. Повелете. Еве вака сега, дали на овој начин се изневерува довербата кај гласачите? Апсолутно да. Апсолутно да, и тоа не е никакво, како да речем, коалицијата принципиелност не барајте. Нема принципиелност таму каде што се тргува на црно, за скриени, за кукулено, за мумулено, без народот да знае, тајни договори, тоа е исто ко на кванташки пазар или па на сточни пазар. Меѓутоа, јас нема да должам и многу да кажувам, затоа што не практикувам без аргументи и документи. Ке ве молам во режија, нека го запишат бројо,
Јас ќе се јавам или нека ме побарат кога можам да донесам, па да видите како е суштината на случаевите кои вчера, уствари некни се јавив. Не дослушавте да ја видите дека бев на темата, воопшто не се тргнав од тема, да имавте неколку секунди, 20 на трпение, ќе видевте која е поентата на моето кажување. Затоа јас ќе дојдам, ќе посетам, само запишете го број во режија, кажете. Ќе го запишат бројот, а дали тоа мисли дека вчера сте се јавиле во некоја емисија, бидејќи црвена линија не се емитува за викенд? Не, јас така реков вчера и после не знам дали некни во ред. Благодарам многу, ќе потсетам дека црвена линија се емитува од понеделник до петок, доколку вчера нешто сте кажале, најверојатно не било во црвена линија, бидејќи немаме викенд издание се уште. Може би некогаш ќе имаме и тоа. Како да ја благодарам за јавувањето, ставете си го бројот во режија, а продолжуваме понатаму со нов гледач. Добар ден. Добар ден. Вас одлично ве слушам и вие сте во црвена линија. Так. Па еве. Видете, ја од почеток не го разбрав, не го видов прашањето, меѓутоа околу пазариве, дали се создаваат пазарења непринципиелни коалиции, тоа сигурно се создаваат, меѓутоа сакам да нагласам дека кога доаѓаат празници македонски православни, албанците продаваат поевтини производи кои за Коледе, костени, ореви, јаболки, тие работи, за разлика од македонците, кај што сакаат да заработат. Ова ќе го забележиме, убаво идејно решение за некоја тема, верувајте, а денес зборуваме за пратеник пазар, за такви пазарења каде што се продаваат министерства, директорски позиции и така натаму. Јас се извинувам, Дали се создаваат според вас овие пазарења непринципиелни коалиции? Што мислите? Тоа сигурно се создаваат. Тоа сигурно се создаваат и се создаваат, они зборат за некоја корупција, за некои други работи, а самите тоа го кажуваат на телевизија. Јас, ако дојдам у влада, треба да земам 5 места директорски, 2 места министерски и сите тие работи. Значи, се создаваат. Јас се извинувам што можда посметав, што можда Не воопшто. Кажав Драго ми е прво што се вклучивте и ќе ви кажеме и големо благодарам и секако еве на самиот почеток добро дадовте и интересна идеја да размислуваме во црвена линија во таа насока околу разликите на цените, особено на пазарите во време на празници. Продолжете да не следите, одиме понатаму со нов гледач. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, во црвена линија сте. Се исклучи најверојатно гледачот. Ќе потсетам дека треба да не заследите и на Facebook црвена линија, па еве на профилот веќе имаме и коментар во однос на денешната тема. Еве вака изгледа, сега ќе можете и да видите како изгледа нашата објава на црвена линија Facebook, а веќе подоле Винг Бчун има напишано се додека сме со кратко паметење и ги гласаме слези мурто да се каче курта, така ќе биде и малку ние. Но што вели следниот гледач ќе дознаеме сега. Добар ден. Ало, добар ден. Црвена линија, повелете. Добар ден. Добар ден. Видите, па ова не е од сега. Пазарджи, мазарджи. Ја имам 40 години, сега 70 години. 30 години се пазарат они. Се пазара. Сега прави. Доктор у политика, глумец у политика, пејач у политика. Прашај го зашто сакаш ти у политика? Па пари, бе, бате, се за пари. Се за пари. И ова не е ништо ново. Вика гласачите се она. Абе, какви гласачи, кој ги прашува гласачите? Кој ги праши? Они како сака так. Јас сум гласал за тој у таа партија, он бега у друга партија. И нема тука, тоа ќе си Вардар како тече, така и они ќе си течат, ќе си играат како што сакат. Иначе гласачите, кој ги онаде гласачите? Така. Тоа е старо и ќе си тече, тоа пак ќе си иде така. Дали на ваков начин се создаваат непринципиелни коалиции? Еве и тоа може да ни каже. Па нека си они како сакаат, така ќе си прават. Овие ќе си бараат министри, ако сакате да видите влада, дојдете, ќе ви дадеме ова, ќе ви дадеме министер, директори, ово, она што се вика и така се онаде
за да обстане било кој да е, било која влада. И така си тера, и така ќе си тера, и готово. И идеме се доле, доле, доле и најдоле. Така, бидете поздравени и се најубаво. Голем поздрав имате од оваа страна, секако продолжете да не гледате и благодарам за вашето активно учество во ова издание на Црвена линија. Добар ден. Добар ден. И дали се слушаме? Да. Во Црвена линија сте, повелете. Благодарам. Мислам дека многу се создава револт кај граѓаните со овакво пазарење на непринципиални коалиции. И ова е зрело за промена и на изборен законник и на устав. Овие пратеници кои треба да бидат бранители на уставот на Македонија, овие стана најголеми пазарджи во државата. А причината за овакво пазарење е затоа што и обвинителството цело и судството ни е дно. Значи, кое не функционира? Резултат, причина на овакво пазарење е ова. Значи, судството и обвинителството, што не ти функционираат во државата, веднаш се создава ова пазарење. Они се борат против сива економија, а они прават најголема сива економија со пазарење во државата. Зашто? Затоа што целата влада ги има узурпирано и киднапирано сите државни институции во државата. Тоа ќе го кажам. Затоа што они се ги толкуваат државните институции како собствено нешто на партијата, за да вработуваат партиски војни. И потоа младите ни бегале во странство. Па како нема да бегаат? Погледнете го балансот во институциите, кај што се министри, да не кажем од која етничка припадност. Тоа се полни институции. Ке подсетам само, внимавајте на тајмерот, добро им удача на претходните гледачи, вам ке ви се заблагодарам исто за учеството и јавувањето. Одиме малку на Твитер, еве што извоивме на темата за она што денес дискутираме, ке почнеме со твитот на Злато Уста, кој што е напишан на 2 февруари. Самиот израз пазарење за министерски места е навреда за народот што избира пазарџи и држава да водат. А вас се прашуваме на самиот почеток дали на овој начин се изневерува довербата на гласачите и сметате ли дека на ваков начин се создаваат со овие пазарење и непринципиелни коалиции? Да слушаме што ќе каже следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме во Црвена линија сте. Видете, ја ова ќе го наречам политичка проституција и за лични интереси. А на ова прашање дали се изневеруваат гласачите, тоа треба сега да се јавуваат албанците што гласале за алтернатива и тие да кажат дали се изневерени, затоа што нив нешто друго им било ветувано, сега се случува сосем друго. А тоа е нив им ветувано борбата против дуи и криминалот. А сега они ствари стануваат содружници со криминалците. Така да, они треба да одговорат сега албанците, тие се изиграни. Тие гласале за алтернатива. Така. Меѓутоа, ова е, јас се сложувам со претходникот дека ова е веќе црвен аларм, дека изборниот закон подхитно мора да се менува. И сето тоа покаже дека ние сме зрели за измени на изборната регулатива. Ова веќе не може да се толерира. Кога вие ќе влезете со како пратеник, а при тоа ќе го приватизирате собранието за лични интереси, тогаш веќе нема тука интерес за државата. И ваквите предавства или ваквите што велите вие непринципиелни коалиција, ќе викам политичка проституција, треба да им се застане на крајот. Ова е чисто проституирање на политичарите и покажа дека во Македонија нема политичари, туку има лица кои го искористуваат законот за лични интереси. Толку пријатно. Благодарам за јавувањето во Црвена линија. Ако има гледач, веднаш преминуваме на вас. Добар ден. Добар ден. Се создаваат ли според вас овие пазарења непринципиелни коалиции? Че се сложам со сите да сега што збореа, али јас ќе видам малце контра од А видите, кога има избори, односно пред изборите, сите знаеме кој со кого ќе коалицира и треба да очекуваме дека во тој период колку време ќе владеат, без разлика дали 2 години, ако има време или 4, нормални, знаеме дека ќе има вакви препукувања и вакви
докоалицирање со некоја партија за да се истурка нешто, не знам дека која партија на власт, дали си било таа СДС, ВМРО или не знам која друга. Значи сите партии се исти, додека гласаме за нив. Вака ќе биде. Кога нема да излеземе на гласање, тоаш нема со кого да се пазарат. Тоа каже преходниот гледач да ги прашаме албанците. И тие исти албанци гласале за таа партија, сега влегуваат со, да кажеме, со блокот на СДС, ама ние се гласале по за СДС. И треба да очекувате дека во одредени 4 години ќе прават нешто, некој со некој да се инкоалицира, да се договори. Сега нормално, за да влезете вие во мојата партија, треба да ви дадам нешто. Сега дајте ви дам министерско место, дајте ви дам директорско место. Тоа не е сега од овие избори, ова е од почетокот, од првите. Така да, нас како гласачи, дали сме изнемерили, не сме, самите си треба да си одговори. Ке посетам внимателно со тајмерот, но и големо благодарам и вам за јавувањето. Одимам повторно на Твитер, еве што издвоивме. Овој твит напишан од Банани Бруно. Вели, немаме намера да сме само кукла во оваа коалиција. Корупцијата, владењето на правото ни се на врвот на приоритети и затоа очекуваме соодветни позиции каде ќе можеме вистински да придонесеме за искоренување на корупцијата. Директори на УЈП, царина или слично, вели Таревари. А што вели следниот гледач, ќе слушнеме во новите 90 секунди. Добар ден. Ало. Здраво, црвена линија. Дали си нас на линија? Да, повелете. Видете, сакам да зборувам за дали се создава пазарење за влез во партија, во коалиција со владата. Видете, секоја една партија која влегува во владата сака да помогне за граѓаните на Република Северна Македонија. Тие помагаат со тоа што си зема одредени места, министерски места, кои тие министерски места се за сите граѓани во Република Македонија. Овде нема пазарење. Тие имаат кадар, сака да помогнат на државата општа Македонија и такви места си добива. Да е пазарење се вели нешто кога не е способен, па ќе му дајме. Ево, се покажа ова праксата дека ние имаме поќе такви министри од албанска народност, кој добро е водат државата. Имаме наши министри кои добро е водат државата. Значи, со министерски места нема пазарење. Тоа се бара знање, кадар кој може да ја води таа дејност. Например, са Таравари, ако влези во владата, Министерството за здравство. Треба тој министер да го води тоа здравство, да оди напред, граѓаните да видат благодет. Иначе се друго е излишно. А на ваков начин се изневеруваат ли гласачите? Се гледа на таков начин, да помогне за оваа држава. Така, благодариме што се вклучивте во црвена линија. Тука ќе подсетам уште во моментот за следете на Инстаграм, дека можете активно да учествувате на нашата денешна Инстаграм анкета. Таму ве прашуваме дали на овој начин се изневеруваат довербата на гласачите. Опциите се да и не за одговор, а резултатите ќе ги соопштиме никаде конкретно во издание на црвена линија. Одиме со гледач. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден, црвена линија. Намален ли е тонот на телевизорот? Ало, добар ден. Добар ден, црвена линија. Од овие пазарења се гледа дека партиите општо не му е гајле ни за државата, ни за народот. Си се пазара за своји лични интереси, за директорски места, министерски места, а како се напредува тоа, како се иде, стварно држава наша, дали не чини изборниот законник или не, мора да се смени по хитно изборниот законник. Вака више не може, ама гледам се спротиват некои како Ахмети, ама тоа ако нечи Ахмети, кој го прашува Ахмети, народот треба да одлучи која изборна единица, за една изборна единица, а не се сложува Ахмети и сега така четераме, а држава не напредува. Видите, овој Таравари беше прво во амбасадата на Кале,
да се консултира. После доаѓа кај Ковачевски. И Ковачевски, ја мислам, не би требало да се сложи да даде министерско едно место од Македонскиот блок. Нека си даде и други. Ако даде Ковачевски, тогаш албанскиот блок ќе има многу пратеници и тие како во држава да се 60%, а не, например, 20%, зашто у парламентот 30 пратеници се од албанскиот блок и тие владеат. Благодарам за јавувањето. Тука секако ќе ги потсетам гледачите, сите оние кои што следат Црвена линија. Не случајно одат информации на кои што исто така може да ги видите доле и телефонските броеви за помош на населението кое што е настрадано во апсолутно незапамтен серијал на земјотреси во Турција, така да линиите за помош и донации бројот е 143 400 како на Телеком, така и на А1 операторите. Продолжуваме понатаму да видиме што ќе каже следниот гледач. Добар ден. Добар ден, Тина. Како сте, баба Роска? Ја многу сум фина, на топличко сум и фина ми е. Ете, и јас сум на топличко и сега е време да слушнеме како ги коментирате овие, да речеме, политички пазарења, дали ги сметате за непринципиелни коалиции, дали на со ваквиот начин се изневерува довербата на гласачите? Па најнормално се изневерува како? Па не е овој бит пазар, или зелен пазар, ово е парламент. Како е овој начин, бре, да ти уценуват малцинствата? Па докаде ќе идеме ова, бре? Дали у некој држава имат права волку малцинствата? Како нашиве што имат? И сега да не надминат. И па докаде ќе се оди со овај власт наша? Па ово е срамота. Јас Тинче сега ќе кажам и нешто друго. Овие што заспи ако можеш. Зошто искачат секој ден и ни кажуваат како е ситуацијата? Ние знаеме ситуацијата. Они ни кажуваат и само не нервират. Кажете, баба Роска, да се навратиме на темата, знаете такво е правилото во Црвена линија. Дали на овој начин се изневерува довербата на гласачите? Па најнормално се изневерува, ама они не взимат со гласачи. Они така со сила си влагат и остануваат до крај. Благодарам многу, еве, што се вклучивте во ова издание, баба Роска. Сега тука е времето за оние кои што можеби ни се нови во Црвена линија и не знаат за случувањето од минатата недела. Задоволство ми е овој миг да го искористам, особено вас, драги мои од Црвена линија, да ве поканам да останете веднаш по Црвена линија, ако сте навикнати во една ваква дискусија и атмосфера, да си ја пробувате среќата на заврти на Телма. Ова тркало ќе врти, јас секако ќе го држам кормилото и верувам дека и на самиот старт на оваа работна недела ќе се падне вредна награда, како што минатата недела доделивме телевизор. Се разбира, одиме и понатаму со нови гледачи во Црвена линија. Зборуваме за тоа дали причината пазарењата, непринципиелните коалиции всушност ќе може да резултираат и изневерување на довербата кај своите гласачи. Добар ден. Здраво. Здраво, како сме? Се надеваме добро. Еве ве очекуваме и на заврти на Телма. Види се, баш сега те прашам. Да не е како ние што беа на 0500 порано. Не, па телефонот е 02-307-0005. Значи, нема, знаеш, оно, Нема, исти е бројот. А сега, еве... Познато е приказвата, не? Апсолутно. Ама јас се велам, не, ете, тој е бројот, нема... Ајде, ќе гледам да ви се придружам тога. Но, еве, ќе подсетам дека од овој момент можете и да донирате на двете линии, преку Телеком и А1, бројот е 143 400 за помош за настраданите во Турција. Да, во Сирија и во Турција, така? Да, донацијата е 100 денари. Тоа е исто за двете држави баш или посебно треба за двете држави? За двете држави важи. За двете, добро. А што важи за нашата тема, да слушнеме? За нашата тема, тоа што викаш изневерување, тоа е точно, вистина е.
Ние како граѓани нема да добиеме никаков бенефит, само штета поголема од ова. Од ова зло уште поголемо зло само ке нас најде со овие пазарења, непринципиални, а исто така и тие што гласале за таа партија, гласале за некои своји идеали, ама виш овие им ја расипуваат математиката со тоа што влегуваат у влади, каде што гласачот може нечи да ги види тие што ќе бидат коалициони. Поздрав пријатно. Поздрав, благодарам за јавувањето и одиме по натаму. Ке посетам секако најнови информации и најдобро и најбрзо ќе бидете информирани ако кликнете и на telma.com.mk, особено за последните случувања по катастрофалните земјотреси не само во Турција, туку и во Каиро. Меѓу другото, ќе подсетам и за еден наслов на telma.com.mk, кој што вели: Кренар Лога, министер за правда, Фади Цана за здравство, во игре и труд и социјала и УЈП по знак прашалник. Кренар Лога, министер за правда, значи Фади Цана, министер за здравство, и ова, како што го дознава Телма, е договорено, се мисли на вчера, меѓу новите коалициони партнери во власта. Трета клучна функција што ќе ја добие Алијанса за албанците најверојатно е заменик министер во труд и социјала. Лога е актуелен член на ДИКА, Цана инфектолог на инфективната клиника. Се разбира, многу повеќе можете да прочитате под овој наслов на telma.com.mk. Добар ден или веќе добро вечер за новиот гледач. Све исто, дали добро вечер или добар ден. Вечер. Прво соочувство до Турција и Сирија. Мислам да стварно е ова нешто, Господ на никого да не му даде такво нешто. Друго, да честитам, денеска е Македон ден, тоа сигурно не е празник на Македонија, пошто е Македон. Така да, сега, со темава што да кажам, значи ова е само, ја не можам да сватам каква е оваа коалиција, све со некои услови. Значи, до сега ние не видовме ни една коалиција доброволно како коалиција. Буквално прво све е со условување. Па добро, овие луѓе што мислат дека ќе живеат уште 2-3 години, па дајте што може све да земеме, па после што ќе биде, нека биде. Ова е работава срамно, да ви кажам право. Срамно е. Прво е срамно од СДС, што коалицира за секакви услови со секаква уцена. А ја не знам, онтак не мора ни да пусти ко партија, нека им дајте. Еве ви све сакате, затоа што ние гледаме овдека веќе значи све се од албанска националност, значи од ајде македонци, нели сега испаднава, како да кажам, 80-90% колку се албанците према сите функции што ги имаат они. Значи македонците испаднава 20%, да не зборам за другите националности. А според вас како ефект имаат овие коалиции врз гласачите? Ма каков ефект има, тоа се работи само за функција и хајде да и за функција и пари, ништо друго, нив не ги интересира овдека, само пари што. Благодарам, секако не интересира кој е вашето размислување. Благодарам за учеството. Ако имаме гледач, велиме добро вечер веќе. Добро вечер. Во црвена линија сте, повелете. Благодарам. Па вака, прво едно мора да се сложиме, ние не сме ниту Шведска, ниту Финска, да имаме парламенти како што се нивните. Меѓутоа нашите парламентарци и од времето Груевски, времето на Ѓорѓиевски, па и сегашните, сите тие бараат начин како да го зголемат своето членство, како да направат начин како да ги носат законите со поголем број и да не може противникот да собере 61 пратеник за да ги стимне од власт. Тоа е непишано правило и така се работи. Меѓутоа, кај нас, се додека не се донесе закон или што ли ќе биде тоа, ние го даваме гласот, ние им возможуваме да бидат пратеници, но ние да можеме и да им го одземеме, нивното пратеничко место со одреден број на гласови, кој што ќе дадеме подпис или што ќе биде тоа, тогаш ќе размислуваат дали стварно ќе треба да бидат подкупливи, продадени или на некој друг начин да им биде тоа уновчено. А тоа се гледа, наши врвни личности кои што се пратеници, градоначалници по улица, ги среќава здраво комшија му вика, затоа што има по 5 стана во секоја зграда која ја дална да се гради и така натака. Но пратениците се посебна приказна и последниот случај со тие 8 пратеници кои што беа, што се вика, подкупени или купени или како било, меѓутоа се донесе тој закон, се изгласа и држава
Ке подсетам внимателно на тајмерот 90 секунди и секако благодарам и вам. Одрежа ми вела дека има нов гледач. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме одлично во црвена линија сте. Поведете. Да, сакам прво да изразам сочувство на погинатите граѓани на пријателска Турција. Секако можете да ги видите и телефоните за донација. Да, ги видов, госпоđo, фала, ги видов. И да не се понови, значи овој катастрофален земјата се однесе многу животи, да сочувство до однос на темата. Јас мислам дека ова е некоја игра на СДСМ и партнерите од албанскиот блок мимо гласачите. Значи, јас како гласач не се сложувам со ваква игра. Сакам да кажам дека најреално е предвремени избори и готово. Нема ништо тука, ова пазарење на матно, не ми е јасно, луѓе златни, што е ова. На што води това? Па се ствара на нервоза меѓу граѓаните. Како ќе му текни, така се прави. Толку имам, госпоđo, ви благодарам што му растапивте време и пожелувам све најдобро. Од вас сум многу благодарен. Фала многу. И ние сега го сме многу благодарни што се вклучивте во ова издание на Црвена линија. Одиме понатаму. Добар ден, добро вечер. Добар ден и добра вечер, Македонија. На помош денешни со Ксенија Римјанке и Петроградска, честити имиња они кои се викаат девојчина Ксенија, нека му се вечни имињат. Па што да кажам, значи сега зборуваме за светители, за имендени, за Божја убавина, а од друга страна нели некој прави како власт криминални работи. Подкупува легитимни пратеници кои треба да го бранат народот и државата Македонија, а ги подкупува за да станат предавници, антимакедонци и криминалци. Значи тоа е јавен криминал од ова нелегитимна антимакедонска власт која овие години, па и 30 години при во СФРЈ правеа тешки претворства и криминали. И сега бесрамно, јавно си прават пазар на македонска штета, откупуваат пратеници или пак ако на тие 8 им се заканува за синот, за керка. Добро, одиме прво со благодарам за јавувањето, а продолжуваме и со реклами. Повторно по рекламите сте со Црвена линија, ќе ги подсетам и поканам сите оние кои што следат Црвена линија секако да останат заедно и понатаму со мене, бидејќи следува заврти на Телма и да си ја пробате среќата, можеби ќе добиете супер вредна награда, како што тоа се случи минатата недела кога се додели телевизор. А сега е време да ги соопштам и резултатите од Инстаграм анкетата. Уште еднаш ќе подсетам, не заборавајте да кликнете на Инстаграм стори и да дадете одговор на анкетите кои што ги презентираме. На прашањето денес, дали на овој начин се изневерува довербата на гласачите, со да одговорија 96%, со не само 4%. Драги мои, тука е крајот на ова издание на Црвена линија. Знаете, јас и вие повторно во истиот термин утре со нов предизвик, нова тема за сите вас. А сега е време за заврти на Телма.